ќе гледам да бидам малку пократок. Во однос на ова што последно го кажавте за нафтата, ги знаеме условите по правилникот на Министерството за земјоделие, кој добива зелена нафта, колку добива зелена нафта, колку треба да произведува, и тоа за обичниот земјоделец ништо не значи, почитуван колега. Кој обичен земјоделец сади 5 декари патлижани? Кој обичен земјоделец сади 5 декари краставици? Никој сам не може тоа да постигне. Тоа е повеќе за големите задруги и ворете во тој дел. Не велам не, меѓутоа за овие маливе ништо не им значи таа политика на зелена нафта. Вие треба аграрната политика да си ја смените, затоа што многу зборувавте за земјоделието. Треба да видиме каде имаме недостаток, каде имаме вишоци, да имаме стимулирање на земјоделците да почнат да ги работат оние култури кои што треба да ги работат. Меѓутоа, по друга страна, гледаме, почитуван колега, дека воопшто не домаќински се работи. Вие знаете отписот на пченица во силосите кој што стои дека беше 0,2% годишно, 2018 0,8 го качивте. Зошто го качивте? Да најадат глувците повеќе? Не. За да има за крадење. Сега во однос на доларот, вие кажувате дека тогашната берза имала една цена на денар спрема долар, сега е друга. Така е. И јас веднаш пресметав и се сложувам дека е вариабилна ваквото, меѓутоа 85,37 денешнава цена е 5100 денари по барел, ако пресметуваме во денари. Тогашната со тој курс на берзата 147,27 долари била 6400. Пак била повисока за 1300. Така да немојте да правите компарации онаму каде што и математички се докажува дека не е. Еден период знам дека 3 месеци се откажа владата, 2008-2009 година се откажа од акцизите и се намали ценовниот шок, она што сега ни се случува. Беше од април, ако добро се сеќавам, до јуни месец, така некако. Се намали ценовниот шок, а сега гледаме дека апсолутно нема таква мера да се намалува нешто. И ќе повторам, мерките или ви се нереализирани во целост, или ви се задоцнети. Почитуван колега, вие ако лебот допрела цена од 20 на 50 денари, ако маслото за јадење од 60 на 120 отишло, ако сирењето од 300 на 500 се покажа, вие не спречувате нешто што имате намера. Вие давате 1500 денари, еве и да не се 750, 1500, кои што ќе си излезат за ден и пол. Толку ќе биде. Ама нема да ги спречите покачувањата. Тоа е проблемот. Покачувањата се спречуваат со конкретни мерки кои што удираат во коренот. Значи мафијата не се уништува од овие шиткачите. Мафијата се уништува од босовите. Ако нив тргнеме да ги гониме, не можеме ние шиткачите да ги истата приказна и тука. За крај, навистина не сакам да должам, имате многу начини како да имате поголеми приходи, да се запре корупцијата, например. Од 66 на 111 отидовме во индексот на корупција. Да се запре корупцијата, да се применуваат механизмите на контрола во сите сектори, ќе се соберат повеќе средства. За крај, еве, да не должам, Ворен Бафет, добро го знаете, со една негова изрека ќе завршам, вика, добро ни беше додека се бањавме, ама кога дојде осеката, сите видела дека сме голи. Сега за брзо време доаѓа осеката и ќе ги видиме резултатите што сега ги правите. Благодарам. Благодарам и на вас.